Papermill од Кочани информира дека по правни консултации, а според Законот за работни односи, донесе одлука за статусот на 120 вработени во фабриката. Во наредните 2 месеци вработените ќе добиваат 70% од платата и редовно ќе им бидат плаќани придонеси за целиот период додека не одат на работа заради привремениот прекин на работењето на фабриката. Од компанијата денес ги информирале вработените и за можноста за рестартирање на фабриката во април оваа година, кога тие повторно би се вратиле на редовна работа. Минатата недела управата на Papermill донесе одлука да го прекине производствениот процес на неопределено време по решението на Инспекторатот за животна средина, со кое на фабриката и беше наложено користење на метан како единствен енергенс, на што претходеа мерења од страна на компанијата и од страна на Инспекторатот, чии резултати покажаа драстични разлики. Беше исклучително важно да го решиме статусот на вработените. Тие не доаѓаат на работа, а досега исплаќавме цела плата. Искрено се надеваме, ќе ги рестартираме процесите на рециклажа на хартија и производство и сакаме и важно ни е да ги задржиме овие луѓе. Успеавме и во текот на целата ковид криза да не отпуштиме вработени, а од друга страна во нашите развојни планови предвидуваме изголемување на човечките ресурси во фабриката за 30%. Очекуваме соработка со сите чинители со цел што поскоро да продолжиме со работа, изјави Јулијан Даскалов, генерален директор на Papermill од Кочани. Во интерес на рестартирањето на производството, Papermill веќе има нарачано дополнителна опрема за унапредување на технолошкиот процес и дополнително намалување на влијанието врз животната средина. Од компанијата очекуваат новата опрема да пристигне и да биде инсталирана во првиот квартал годинава. Од компанијата информира дека веќе ги известили и сите купувачи од регионот, дека се приморани да ги откажат нарачките во овој период, а доколку и кога го рестартираат производството, ќе одговорат на побарувањата. Papermill во овој период ќе претрпи загуби по основ на откажаните нарачки од 2500 тони хартија, прекин на производството и исплата на плати, а дополнително прекинот ќе се рефлектира и врз целокупниот ценџир на набавките, исклучително и откупот на хартија за рециклажа од нашава земја. Papermill од Кочани е единствена фабрика за рециклирање на хартија во Република Северна Македонија, која ако на почетокот целосно везуваше хартија за рециклирање, денеска во најголем дел откупува и рециклира хартија од и во нашата земја.